Хуманоста е секогаш рака која треба да се подаде онаму каде што е најпотребна. Досега ја имавме подадено секаде, но како продолжи во наредната 2019 година, бидејќи веднаш 3 јануари следната година се организира хуманитарен концерт од 20 часот во Ланч Бар Јард, и тоа во организација на хуманитарната организација Крепост, основното училиште Браќа Миладиновци и место на збивањето, односно Ланч Бар Јард. Со мене во студиото се Марко Андевски како представник на хуманитарната организација Крепост и Тино Шаботич, дефектолог, основното училиште Браќа Миладиновци. Еве, поздравувам и ви посакувам добар ден. Добар ден и на вас, поздрав до слушатели на Радио Браво. Драго ми е што ќе проговориме за нешто хумано кое што беше застапено, но и ќе продолжи понатаму. Знаеме дека хуманитарната организација Крепост досега имаше активирано, односно извршено повеќе работи во врска со хуманитарните акции. Така. Па дајде вака да направиме една респектива, да се вратиме на акциите кои што беа всушност во ваша организација. Така, ви благодарам. Во изминатиот период, хуманитарната организација Крепост обезбеди голем број на донации за социјално ранливите категории и децата со посебни потреби во Куманово и во Старо Новоричене. По повод на годишните и божитните празници, веќе се реализирани две акции за доделување новогодишни пакетчиња заедно со Дедомрад, од кои едната е во основното училиште во село Бајловце, во кој учат од првото до 9 одделение, и другата акција која е реализирана е за децата од специјални паралелки во основно училиште Браќа Миладиновци во Куманово, кои веќе 3 години традиционално се спроведува. Децата беа навистина изненадени и нивните насмевки измамија кај нас пријатно задоволство. Сигурно дека тие биле задоволни од она што догле, но и вие уште повеќе задоволни бидејќи сте упатиле некому нешто што ќе го направите да биде весел, да биде расположен и воено. Чувство не може така да се опише зборови. Така. Да проговориме сега и за концертот кој што всушност ни е на прагот. Тоа е на 3 јануари во 20 часот. Како дојдовте до оваа идеја? Што се надевате како исход од тој концерт? Кои се ќе бидат застапени активности и каде ќе отидат средствата што ќе бидат донирани? Со оглед на основното училиште Браќа Миладиновци планира да обезбеди средства за сензорна соба, за современ третман на децата с посебни потреби. Тамошните професори, наставници и воспитувачи ни пристапија со една интересна идеја во заедничка акција да организираме изработка на така наречена сензорна соба, која е за децата кои што имаат посебни потреби. Крепост стапи во контакт со неколку хуманитарци, а едниот од нив е Јард Ланч Бар, како и уметници од нашиот град и музичари од цела Македонија. Во текот е готовка на хуманитарниот концерт за деца со пречки во развојот од нашето Куманово, кој што ќе можеме да добиеме доброволни плози кои што ќе бидат искористени за изградба на оваа сензорна соба, која што опфаќа специјални средства, материјали и играчки за овие деца. Хуманитарниот концерт е закажан за 3 јануари 2019 година во Јард Ланч Бар со почеток во 20 часот. Самиот настан учество ќе земат голем број уметници од Куманово со нивни донации на уметнички слики, како и писателот Милош Димковски, познат како Евгений Хоуп, со донација на негова книга. Покрај нив, за музичката програма ќе се погрижат 4 бендови од цела Македонија, како и еден локален диџеј. Собирањето на паричните средства е предвидено со организирање на аукција на слики, но исто така и самиот локал Јард Бар е донатор, со тоа што со секоја купена вода во локалот, парите платени за истата ќе бидат наменети за хуманитарна цел. Така да изразуваме голема благодарност до нив што не безбедија услови и земаат учество во настанот. И покануваме сите хумани граѓани од нашиот град да ни се приклучат, да го отворат своето срце и да подарат со љубов. Со нас во студиото е и Тино Шаботич, дефектолог во основното училиште Браќа Миладиновци. Посебно добар ден и за вас. Добар ден. И исто така и вие сте вклучени во овој проект на хуманитарен концерт. Точно. Повелете нешто повеќе. Првин поздрав до сите присутни слушатели на Радио Браво. Значи, јас сум Шаботич Тино, дефектолог во основно училиште Браќа Миладинов Куманово. Во тек е проектот за изградба и реализација на сензорна соба во нашето училиште. Ова идеја подкренета од моја страна и страна на мојата колешка Наташа Ѓорѓевиќ. Поздрав до Нате. Така, поздрав до Наташа. Со помош на хуманитарната организација Крепост и Лаунч Бар Јард, воедно и голема благодарност до нив, се планира сензорната соба да е изграена во скоп на специјалните паралелки во основното училиште Браќа Миладиновци и неја ќе користат деца со посебни потреби и инвалидитети. Сензорната соба всушност представува соба за сензорна интеграција и стимулација за подобрување на сензорните способности и функција кај ова категорија на деца. Воедно третманите кои ќе се изведуваат во соба ќе влијат на подобрување
на размислувањето, смиреност, кој концентрација кај децата, посебно со АДХД и аутизам како нови болести. Исто така ова соба ќе помогне за развивање и на тактилни, визуелни и аудитивни елементи и способности кај ова категорија деца. Во својот внатрешен состав или интериер, ова соба ќе содржи сензорни, тактилни елементи, играчки, помагала, како што се сензорна ту која ќе биде поставена пред гледало за да прикажува 3D ефекти, сензорни влакна кои ќе бидат сушно светлечки влакна, помагала од Medicus Help, трамполина, твистери, детски тунели, душеци. Собата ќе биде за темата и во неја ќе се пуштаат визуелни стимулативни светилки, лампи, како и диско топка за полн ефект. Собата исто така ќе има и релаксатори, масажери, лейзибек топки за опуштање, за релаксација, како и пилатес топки за извршување на одредени вежби и активности. Се планира сензорната соба да се подготви за отварање најдоцна во април 2019 година во основното училиште Браќа Миладиновци. Така, веќе добивме некоја слика, она што го слушнавме како ќе изгледа таа сензорна соба. Верувам дека ќе биде од голема корист за дечињата со потреби. Да. Но да споменеме и чија беше идеја? Ова идеја беше моја и на моја колешка Наташа Ѓорѓевиќ, како што предку напоменав, и планира се да излезе во најдобар ред што поскоро. Да, ќе биде во просториите на Основното училиште Браќа Миладиновци. Да. И се надеваме дека во април се биде во најдобар ред, ќе биде отворена и ќе може да се користи. Најдоцна. Најдо може би и порано. Може и порано. Така. Се најдеме повторно на хуманитарната организација Крепост. Ги слушнавме акциите кои што сега се завршени, односно реализирани. Слушнавме и за концертот, повторно пак поменеме за истиот, но вака љубопит сме и за она што следува понатаму. Дали веќе имате во подготовки каде уште хуманитарни акции ќе организирате во текот на следнава година? Така токму така хуманитарната организација покрај овие акции организира покрај делење новогодишни пакетчиња и закажаната хуманитарна акција за сензорна соба. Нашата хуманитарна организација планира организирање на традиционална бадникова трпеза на 6 јануари 2019 година, каде за околу 50 семејства од Куманово ќе бидат организирани пакети со храна заради прославување на Христовото раѓање, особено за најранливите категории на граѓани кои се социјално најзагрозени. Така, тоа се вашите планови. Така. Се навраќаме всушност на она тема за која што сте специјални гости во Радио Драма, тоа е концертот. За организаторите, за организацијата. Па вака, покрај нас во самата организација се вклучени и Црвен крст Куманово. Како генерални спонзори се јавуваат Скопската пивара, Винаријата Тиквеш и очекуваме голема посетеност од хуманите граѓани во Куманово. Тино, каде по донациите? Донациите ќе пристигнат во нашето училиште со цел да се реализира овој проект за сензорна соба. Така. Да. Точно знаеме каде оди. Да. Така. Што десува до концертот што е најавен за 3 јануари во 20 часот во Лаунж бар Јард. Откривме дел од она што ќе има, но можеби нашите слушатели уште повеќе би ги интересирало кој ќе ги забавува, кои бендови ќе има присутни на овој хуманитарен концерт. Така, ќе има 4 бендови, цела Македонија, може да споменеме еден бенд од Филип Стефановски, вториот бенд е Бонда, третиот бенд е Трета смена, и присуство на еден локален диџеј. Александра Јанева ќе биде. Така, се извинувам да не заборавиме Александра Јанева, и присуство на еден локален диџеј, кои што исто ќе имаат истата цел да ги забавуваат присутните во самиот локал. Ќе се навратам на наш споменати пред малку за книгата, односно за писателот Милош, што исто така ќе биде присутен. Дали тој ќе донира со своји книги? Да. Ќе донира, значи, по 3 мерока од своите книги: Парада на марионетките, Мистер Гонија и Годините кога научив да летам. И тоа ќе биде на некој вид на продажба тука, кој сака може да си ги купи? Сите експонати, сите уметнички дела и книги ќе бидат ставени како на аукција. Ќе бидат ставени како на аукција и тоа ќе бидат изложени пред наставно 3 дена порано, за да сите кои што сакаат подобро се запознаат со уметничките дела да дојдат, испијат кафе и да ги видат сите изложени да се уметнички дела. И воедно тие ќе бидат и нации самите писатели и уметници. Одлична замисла, јас сум дека ќе биде прекрасно реализирана.
Барем досега кумановчани никогаш не утна кога се работи за Така, вакви секогаш. работи. Во никој случај. Нели? И како за крај, уште нешто, вете последниот збор го оставам вам. Па да се заблагодари прво на вас што ни поканивте во вашата емисија. Воедно ви покануваме исто на 3 јануари да дојдете да ни гостите со вашето присуство. Ги покануваме сите хумани граѓани од градот Куманово да ни се придружат, да ја пржат нашата акција, иницијатива за ваква организација која што навистина е зема големи размери во нашиот град. И голема благодарност до самиот локален бар кој што ни отступи просторот, што се вклучи во самата акција и учествува во самата донација. Така, големо благодарности во моје име и во името на училиштето, основно училиште Браќа Милиновци Куманово и директорката Марија Маноилска. И се надеваме дека се ќе излезе во најдобар ред. Кога сме благодарностите, ви јас ќе ви се заблагодарам да бевте мои гости, што оделивте време. Би сакала да ви ги честитам празниците кои што се на прагот новата година и божитните празници, доколку не се видиме, на 3 ќе се забавуваме во ланч баријат. Ги покануваме сите наши сограѓани да повелат во 20 часот 3 јануари на хуманитарната организација Крепост и посакува многу хуманитарни организации и акции. А што се однесува до Основно училиште Браќа Миладиновци, Тино, да се видиме пред април со отворање на сезоната соба. Договорено. Договорено. Ви благодарам. Следаш ви благодарам и на вас и честитаме престојните новогодишни и божитни празници сите ваши слушатели и останатите граѓани во Куманово. Благодарам.